Зголемувањето на минималната плата ќе предизвика затворање на голем број занаетчиски дуќани и отпуштање на вработени, предупредуваат од Занаетчиската комора. За да преживеат и да ја одржат ликвидноста, занаетчиите ќе бидат принудени да ги зголемат цените, што дополнително ќе ја намали побарувачката и ќе доведе до затворање на голем број бизниси, вели председателот на Занаетчиската комора Горан Ристовски. Дека ние занаетчиите не сме против зголемувањето на минималната плата, меѓутоа тоа да биде издржано, да биде направено добра анализа и секако ние сме за поголеми плати и за подостоен живот и на занаетчиите, а и на граѓаните. Затоа што, верувате ми, со покачувањето на минималната плата веднаш ќе се соочиме со проблеми, дека наредниот ден занаетчијата ќе мора да ги покачи своите услуги, ќе мора да ги покачи производите кои што ќе ги понуди на пазарот, а тоа ќе биде удар по граѓаните. Занаетчискиот сектор не може да си ја дозволи оваа стапка на континуиран раст на трошоците. Состојбата на занаетчиите што работат во малите градови и руралните средини, каде што има голема миграција и значително помала потрошувачка на занаетчиски производи и услуги, само дополнително ќе ја влоши ситуацијата. Треба да се земе предвид и ова, апелираат занаетчиите. Заедно со предонесите од сегашната минимална плата 24 на 36 тие се 12, со предонесите по 18 тие се 300 евра. Ако има тројца вработени по 300 евра, 900 евра секој месец ќе му се качи трошокот по однос само на лицата кои се вработени. Сега како тоа ќе се однесува на пазарот, сигурно ќе се качат цените и ќе има намалување на вработени, тоа е сигурно. Така да ставот што го има Скопје е исти и во другите регионални комори. Председателката на комората нагласи дека во Скопско има над 2300 занаетчии, додека во Македонија има околу 8000. Има недостаток на работна сила во сите сектори, но добро е, оцени Ристовски, што се повеќе студенти се заинтересирани за ова дуално образование.